Дали мерките што ги донесе собранието ќе бидат доволни за да се справиме со овој бран на ковид кризата и коментар за барањето за оставка на Комисијата за заразни болести? Прво, она кое што сакам да знае јавност, дека огромен процент, ако не е скоро и целосно нашето време е посветено на кризата и ковид кризата, корона кризата, со сите наши капацитети и кои што постојат како влада. Денеска реферирав пред председателот на државата, го запознав председателот на собранието, но и Советот за безбедност, за сите аспекти, можности кои што владата ги има на располагање, пред се од аспект на финансиска подршка на здравствениот аспект на кризата, но и на економскиот аспект на кризата. Контактираме експерти, постојано сме во комуникација, контактираме со регионот, со Европа, разменуваме информации и слично. Едно јасно дека јак бран го има зафатено целиот свет. Ово е истовремено многу силен бран во Европа, кој што не нема ни нас одминато. Во едни такви околности морам да го поздравам собранието, посебно парламентарното мнозинство, кое што синоќа го усвои законот и со тоа даде можност сите мерки да бидат на сила. Новината, согласно законот, е прво ќе има казни за сите кои што не ги почитуваат мерките, а тоа е носењето на заштитната маска на отворено место, групирањата и слично. Важи за сите, освен за децата под 6 години, и таму се опишани точно за кои групи. Новина е што се зајакнати надлежностите на инспекторските служби, посебно кога тие настапуваат во делот на санкционирањето. Инспекторите ќе имаат можност да пломбират и затварат објекти, мислам на угостителските објекти и слично, да испорачуваат казни, и тоа поприлично високи за угостителските и правните субјекти. Казните стигаат до 30.000 евра и сето тоа е една сериозна новина. Истовремено, она кое што сакам исто така да го искоментираме е одговорноста. Одговорноста на сите мора да биде на највисоко ниво и во тој дух реално ја повикувам опозицијата и председателот на ВМРО ДПМН Мицковски за одговорно однесување. Затоа што ја става во дилема и во опасност јавност со неодговорното однесување. Сите мора да бидеме одговорни, затоа што пресериозна е кризата за целиот свет, за Европа и за Република Северна Македонија. Јас верувам дека граѓаните најмалку што очекуваат од нас е максимална одговорност и посветеност во функција на помагање на сите оние кои што работат. Им симнувам капа, уште еднаш комплименти и охрабрувам сите наши здравствени работници, кои што, како што реферираше министрот за здравство, имат ентузијазам, работат и понатаму, целосно се посветени. Се нудат стотина млади специјалисти од последната година, се нудат комплетно административни служби, вкупно без малку 60, од сите служби ги распоредуваме да ги куцат решенијата и ги прават административните постапки во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што ги издава решенијата. Стоиме на располагање да димензионираме мерки. Еве јавно потврдувам тоа што го каже и министерот за здравство на иницијатива на собранието, која што стигна до нас како влада. Веќе во ребалансот на буџетот е вградено наградување на сите што работат на ковид, а тоа се лекари, здравствени работници, медицински сестри, болничари и слично. Ке има соодветна награда заради мотивација, тоа не го работат луѓето за пари, го работат навистина со љубов, посветеност и одговорност, и целиот овој процес и постапки, верувам, ако сите заедно бидеме одговорни и посветени, ќе даде поголеми успеси во справувањето со ковид кризата. Тешки се моментите, сите губиме по некој човек, имаме болни луѓе. Гледате дека ковид кризата е присутна на секаде. Сега овие новите тестови кои што ќе се набават од страна на министерството дават многу брзи резултати. Ќе имаме уште повеќе, веќе во ребалансот на буџетот се вградени 78 милиони нови денари за тестови, дополнително добиваме од донациите кои што се од брзите тестови. Самото тестирање која прави една фабрика тестирање, гледа сите се работат или слично и покажува дека некои 3-4% се позитивни без да знаат. Ова кажува дека вирусот е меѓу нас. Тој рефлектира без симптоми, тој рефлектира со ниски симптоми, не често е губење на вкусот и на мирисот, ама се позитивни луѓето, со некои средни симптоми, каде што има помала температура ден-два и после знае да помине, и со повисоки температури над 38, кои што знаат да нападнат дишниот систем или крвотокот на човекот. Сето ова е навистина
нешто кое што е осознаено, но дефинитивно превенцијата, личната заштита, заштитата своја и на нашето обкружување е најефикасниот механизам кој што дава резултат во регионот, во Европа и во светот, и затоа најискрено апелирам до целиот наш народ максимално почитување на мерките, посебно еве со искуство имам први соработници во болници, секако луѓе со кои што секојдневие поминувам, членови на моје семејство, членови нормално на ваши семејства, пријатели, сето тоа треба да не доведе до алармот дека треба да ги слушаме стручните луѓе, дека оваа комисија, и да давам директно одговор, е комплетно стручна, професионална, таа животот го живее од Сабајле до никое време во ноќта, посветена на тоа. Тоа се апсолутно стручни луѓе, таму нема партиски книшки, ниту политички определби и верувам дека секој пат можеме сите да дадеме максимален придонес со наше дополнително вклучување, без разлика дали сме партии, дали сме експерти, дали сме, не знам, универзитетски професори или слично, да дадеме придонес во справувањето со оваа криза.